Слушате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Председателката Гордана Силјановска-Давкова денеска ќе има обраќање на лидерскиот панел на дипломатскиот форум во Анталија на тема мапирање на еднината, управување со неизвестностите. Лидерскиот панел ќе го модерира Мевлут Чавлашоглу, поранешен министер за надворешни работи на Турција, пратеник во големото национално собрание и шеф на турската делегација во НАТО. Останатите учесници кои што се најавени на панелот се председателот на Казахстан, премиерот на Пакистан, премиерот и министер за надворешни работи на Катар и премиерот на Грузија. Силјановска-Давкова во рамки на работната посета на Турција вчера во Истанбул оствари билатерална средба со турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган, на која што било констатирано дека македонско-турските односи се одликуваат со силно пријателство, доверба и континуирана меѓусебна поддршка. На петиот дипломатски форум во Анталија се најавени учесници од 155 земји, меѓу кои 21 шеф на држава и влади и 61 министер, како и десетици парламентарци. Кризната состојба во државата поради состојбата со нафтата во светот ќе трае уште 3 месеци, односно до 20 јули. Собранието го одобри предлогот на владата за продолжување на кризната состојба која таја поради воздушните напади на САД врзирани и затворањето на Ормудскиот теснец ја донесе на 21 март. Единствени што реагира на одлуката беа од опозицијската партија Левица. Правочкиот комитет за координација и управување со системот за управување кризи на седницата одржана на 9.4.2026 одржа втора седница и предложи на владата за продолжување на прогласената кризна состојба заради можност за настанување на пореметување на снабдување со нафта и нафтени деривати на населението, како последица од постоењето на ризици и опасности во снабдувањето со стратешките енергенси, како и попречување и блокирање на нивниот увоз во Македонија во трајање од 90 дена. Ние ќе ја дадеме нашата поддршка, затоа што граѓаните мораат да бидат заштитени. Но моментално имаме комплетна асиметрија во тоа кои и како се погодува од енергетските кризи. Комерцијалните снабдувачи на горивата не само што не се погодени од енергетските кризи, напротив, тоа се нивните најдобри можности за профитирање. И откако ќе ги потрошат резервите кои ги набавиле по цени од пред кризата, според нови пазарни цени, ќе ги наполнат новите резерви по новите цени и дури и да падне цената на горивото, нашите граѓани додека не се истрошат тие нови резерви на гориво ќе ја плаќаат цената максимално. Европа би можела да се соочи со недостиг на керозин ако Ормудскиот теснец не се отвори во следните 3 недели. Удруженијето на европски аеродроми вели дека снабдувањето е сериозно загрозено и изрази загриженост во пресрет на летната туристичка сезона. Индустријската група авиокомпании на Европа побара итни мерки од Европската унија, меѓу кои заедничка набавка на керозин, укинување на одредени даноци и увоз на авиогориво од САД, доколку Европа успее да надомести само половина од загубените количини од Блискиот исток, залихите ќе паднат на критично ниво од само 23 дена во јуни. Наспроти ова, Македонија има керозин за 90 дена, што е значително над законскиот минимум од 60 дена. Зголемена потрошувачка на керозин на двата аеродроми, што е добро, затоа што тоа влегува и во прометот во државата, средства влегуваат, девизи влегуваат и така натака. Дополнително, аеродромот во Приштина се снабдува преку ОКТА. Ние никогаш не ставивме блокада на снабдувањето, иако други држави тоа го прават. Да го направивме тоа, ти требаше затвори аеродромот во Приштина. Со самото тоа што не го правиме тоа, јасно е дека состојбата е добра. Согласно закон треба да има резерви за 60 дена, ние имаме резерви за 90 дена на керозин, а дополнително на дневна основа, нели, тоа се надополнува така што сообраќајот оди редовно и затоа немаме ни еден откажан лет од Скопскиот и од Охридскиот аеродром и дополнително имаме нови дестинации кои што се отвараат. Без сведоци се одржа ново рочиште за трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани. Ниту еден од повиканите не беше присутен. Обвинителството најави дека ќе побара психијатриски вештачења за дел од сведоците, за другите предложи да ги обезбеди судот. Ниту еден од 5 сведоци повикани на судењето за Пулс денеска не дојдоа во судница.
Сите биле гости кобната ноќ кога се случил пожарот, па дел со медицинска документација се правдале дека заради силни трауми имаат душевно заболување и не можат да дадат изјава пред судот. Други пак биле недостапни. Поради тоа обвинителството најави дека ќе побара психијатриски вештачења за двајца од сведоците. За другите пак предложи да ги обезбеди судот. Иако ќе се чека психијатриско вештачење за двајца од повиканите сведоци, одбраната уште денеска најави дека се противи нивните искази да бидат прочитани. Велат, ако сведоците имале душевно заболување и кога го давале исказот пред јавен обвинител во текот на истрагата, тој не може да се смета за релевантен. Според адвокатите, трауми имале и обвинетите, па прашаат дали ако обезбедат медицинска документација може и тие да не доаѓаат на судењата. Рочиштето продолжи со читање на изјавата на Денис Даутовски, кој до октомври 2024 бил менаџер на групата ДНК. Моментално работел и живеел во Германија, па денеска се читаше исказот кој го дал во текот на истрагата. Кажал дека прскалките ги набавил Панчо, а пред трагедијата истите биле користени на настапи во Штип, Скопје и Гевгелија. Достигнувале височина од 1,8 метри и биле со барутно полнење заради што создавале и топлина. Според Даутовски, прскалките употребени во Кочани изгледале поразлично од тие што бендот претходно ги користел. Прскалките се активираа на одредена нумера, најчесто на песната што сака нека биде. Се користеа по 2 прскалки. При договарање на настапите, употребата на пиротехниката беше најавувана кај сопственикот на локалот, а дали и кај некои надлежни институции, не знам. Судењето продолжува во понеделник. Ќе сведочат вработени во општина Кочани. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Консензус за новиот закон за високо образование и рекорден буџет од 7,5 милиарди евра за неговата имплементација. Најголем дел од академската фела задоволни. Дел од студентите за дел од решенијата се незадоволни. За прв пат, студентите кои со стипендија од државата студираат на најдобрите 100 светски универзитети, како и најдобрите студенти, добитници на инженерски прстен или прогласени за најдобри на своите универзитети, ќе имаат предност при вработување на државните универзитети. Подмладокот е клучот за одржливост и развој. Уведуваме и нов модел на финансирање на високообразовните установи. Дел од средствата ќе бидат насочени кон развој, а дел ќе зависат од резултатите. Тој нуди меритократија преку показатели за истражувачка продуктивност, интернационализација и соработка меѓу универзитетите, мерливост на квалитет, видливост на високообразовните установи и наставниот кадар, погодности за студенти и можности за стекнување повисоки знаења преку поквалитетни студиски програми. Освен објавување на трудови на Web of Science за потребите на општествените, а посебно на хуманистичките науки, додадена е и базата на Елсевир на Скопус. Задоволни сме што конечно ги врати во законот соработничките звања, односно помладите асистенти, се враќа модуларноста на студиските програми. Треба да се подржи предлог Законот за високо образование како една добра, значајна можност за понатамошно зајакнување на системот и негово усогласување со современите европски и глобални образовни стандарди. Инвестицијата за зградите на ФИНКИДИ во 2015 изнесува околу 20 милиони евра за 6000 студенти, а сега вложуваме 40 милиони евра за универзитет кој што има 2000 студенти, а во исто време на педагошки факултет во Битола не одат на настава во зима бидејќи нема парно, во Штип одредени студенти од медицинскиот факултет не одат на практична настава. Вестите во 8 завршија, следното издание во 9 часот. Пријатно.